Истрошени, исцедени, револтирани, но сепак со позитивна мисла. Стопанствениците кои важат за главен двигател на македонската економија едва дочекаа да ја испратат 2023, која речиси по ништо нема да ја паметат во позитивна смисла. Уште неопоравени од пандемијата и енергетската криза, без конкретна поддршка од државата, стопанството живуркаше, но и ќе продолжи да живурка ако власта и натаму продолжи да ги спроведува актуелните политики кои повеќе наликуваа на популизам отколку на стратегија за одржлив развој. Конкретни мерки за поддршка изостанаа, а капак на се беше ударот од така наречениот данок на солидарност, кој ги уништи плановите за инвестиции на компаниите кои остварија солидарни резултати. Ваквите политики според стопанствениците во услови на нестабилност, потоа широко распространета корупција и неефикасна администрација не смее да продолжи. Бараме да се стриктно почитува даночниот календар и бараме и односно предлагаме конкретни мерки за расчистување на прашањето на парафискалните давачки. Другиот комплекс на мерки е врзан со она што значи рационализација на државата и на државниот буџет. Затоа што не можеме да најдеме други алокатори и извори на средства дополнителни, освен во сопствените алатки со кои што располагаме, а тоа е пред се буџетот. И тука ќе бидеме многу ригорозни во барањата, да ние можеме да испорачаме резултатно инвестиции и определен број вработувања, доколку се остварат тие предпоставки, а тие ќе бидат врзани во главно со нашите барања за прогласување мораториум за вработување во државната администрација, прогласување мораториум за непродуктивните трошења. Во годината на избори, за стопанството ќе биде многу важно да се обезбеди стабилна ликвидност и предпазливост, но и конкурентноста надвор без која нема да може да се обезбедат повисоки одржливи стапки на развој. Клучните предизвици секако ќе бидат во делот на работната сила, која за жал ја има се помалку. Ние имаме напредок на тој план со уведување на системот на дуално образование и со други активности кои ги презема, или резултатот од таа работа ќе се види после 5 до 10 години. Тој не може да се види одма. Така да во тој период и понатака ќе продолжат тенденциите за угласна работна сила, која што може да биде и оно што го слушам, што ми кажуваат компаниите, и компетентна и може да значи замена за нашите работници. Меѓутоа, тие со себе влечат некои работи кои што доаѓаат од просторот и од земјите од кај што доаѓаат. Таквата мешавина создава определени проблеми. Најдоброто решение е ние да се оспособиме кадар и ние да се го користиме. Стопанствениците се надеваат дека 2024 ќе биде подобра, но за тоа да стане реалност, очекуваат поголема сериозност од институциите кои треба да бидат сервис на бизнисот. Клучната болка е сивата економија, која неофицијално изнесува 30 па дури и 40%. Ако овој тренд продолжи, можностите за развој на домашната економија ќе бидат повеќе од лимитирани. Ние константно апелираме дека ни се потребни храбри чекори, дека ни се потребни реформски чекори, дека потребна ни е промена на однесувањето и особено економските политики треба да бидат на одредено прогресивно ниво. И сметаме дека ако се направат вакви чекори, тогаш реално е да очекуваме оптимистички период и позитивен период во следниот во блиската иднина да не се случи, а доколку не сториме ништо посебно, тогаш знаете, ова наша економија секогаш е прилично слаба. За дел од стопанствениците е многу важно да се обезбедат услови за подобра соработка со странските инвеститори, која секако е присутна, но она што се гледа како ефекти, засега е далеку задоволителна. Сите треба заедно да се активираме, да се по-ефективни, по-профитабилни, по-ефикасни работниците. Значи има кај нас нешто што не функционира. Значи и работниците се треба да земат одговорност, да се по-профитабилни, по-ефикасни, продуктивни, меѓутоа тоа треба сите заедно да го правиме. Обучување, курсеви, да се дели дел средства од владата за такви работници што да се поефикасни.
Стопанствениците велат дека е многу важно да има реализација на планираните капитални инвестиции, но и да се обезбедат подобри услови за поголема продуктивност на работната сила. Затоа сметаат дека е потребно да се подобри нивото на соработка со образовниот процес и тоа во насока на кревање на кадри за потребите на домашното стопанство. Ни се потребни реформи, ни се потребни чекори кои ќе не држат на ниво на развиените економии и дури ние имаме потреба да работиме далеку по-прогресивно и по-амбициозно од нив, се со цел да го намалиме јазот кој постои помеѓу нас и нив. И знаете, доколку не се трудиме, ништо нема се случи. Ние како комора имаме еден јасен предлог. Минималната плата едната година да е 30.000 денари. Со тоа да институциите, државата, значи владата, едната, дали ова или другата, да помага во делот на придонесите, кои за жал во Македонија се највисоки не само во регионот и пошироко. Бизнисот по правило не посакува избориот и во период на нивно одржување, економската активност забавува. Сепак тие се оптимисти дека со сериозни политики и конкретни промени, состојбите може да станат подобри. Но дека тие многу брзо ќе се променат, не се поголеми оптимисти, посебно ако не се стави акцент на поголема поддршка на стопанството. Проекциите на трите стопански комори се дека економијата ќе забележи раст од околу 3%, но дури кон средината на 2024 година.